Сдруженијето на наставници по германски јазик на Република Македонија традиционално веќе 3 години организира германски божиќен базар, на кој што активно се вклучени учениците кои што го изучуваат германскиот јазик и сите останати љубители поддржувачи на германскиот јазик и култура. Современата настава по странски јазици предвидува и обработка на културолошки содржини. Ние се што учиме внатре во училница, на овој начин имаме можност на транспарентен начин да го покажеме сето она што децата како вештини го стекнуваат во училница за време на часовите и надвор од училница. Идејата е да ја доближиме предновогодишната магија од европските божикни базари. Знаете вие дека во Германија се организираат едни од најбајковитите новогодишни божикни базари. Идејата беше низ игри, песни, храна новогодишна, да ја доближиме германската традиција и култура до нашата култура. Видете, Божик е време кога страстите се смируваат, луѓето полека почнуваат да ја чувствуваат таа празнична атмосфера и да се сближуваат, да си подадат рака едни на други, и токму таа беше и целта, да покажеме дека иако имаме различни култури, сепак постои нишка, како што ќе кажат сега и децата кога ќе почне официјалната програма, имаме нишка што сите не поврзува и не сближува. Би сакала да се заблагодарам на сите кои активно се вклучија во организацијата на самиот настан. На нашите поддржувачи, Општина Прилеп, Гете институтот од Скопје, кој што е коорганизатор на настанот заедно со нашето здружение, но и на сите општествено одговорни компании кои што го поддржаа настанот. Прилепска пиварница, Витаминка Прилеп, Ана Марија Фуд, Пекарница Маја, Пекара Алекс, Бурекчилница Наташа, сладкарница Диснилендска, сладкарница Бајадера, Пекара Стара Фурна и сите останати. Најмногу сакам да им се заблагодарам на нашите ученици кои што уживаат додека се подготвуваа за настанот, но исто така огромна благодарност и до родителите кои што несебично се вложија во подготовката на овие прекрасни штандови. Ова има добротворна хуманитарна? Да, настанот е од хуманитарен карактер. Изработките нема да се продаваат, ќе одат од дечиња за дечиња, но за да има и едукативно нешто во самиот настан, ние приготвивме и работилници. Значи целта е, идејата е децата да се заминат од настанот збогатувајќи го својот речник на германски јазик најмалку со барем уште неколку зборови повеќе. Средствата кои што ќе се собираат за настанот ќе ги донираме за добротворни цели за наш сограѓанин. Представи се ли? Габриела Темелковска, преседател на Сдружение на наставници по германски јазик на Република Македонија, предметен наставник по германски јазик во основното училиште Кочорацин во Прилеп. За прв пат во Прилеп е предновогодишниот базар во духот и во културата на германскиот јазик. Му благодарам на Сдруженијето на професори по германски јазик и нејзиниот председател, почитуваната наставничка Габриела Темелковска. Благодарам до представниците од Гете институтот. И еве во име на ова предновогодишно заживување на Прилеп и Општина Прилеп да посакам многу успешни вакви настани, и ова е самиот старт на дочекот на новата 2026 година, почнувајќи со денеска со овој настан. Продолжуваме со организирање на традиционалната слава, заштитникот на нашиот град Свети Никола, и од 24-ти продолжуваме со програма и со уште една предновогодишна приказна која што ќе значи враќање на духот на прилепчани и поразличен дочек од сите досега на новата 2026 година. Нека биде успешен настанот овде. Честитам уште еднаш до организаторите, честитам на сите учесници, на учениците, и навистина имаме љубители на другите култури. Тоа само го збогатува духот на македонскиот народ, затоа што ние сме познати и по гостопримството, но и по тоа како ги прифаќаме останатите култури, и се надевам дека ова ќе биде само еден старт и еден добар пример за нашите деца да прифаќаат се што е различно од она што ние си го имаме како традиција. Тоа е вторострански јазик по број на ученици кои што се изучува. Причините се многубројни. Како студирање во Германија, патување, многу сакаат да работат, меѓутоа и они што остануваат во земјава
што планираат да останат да го изучуваат јазикот, бидејќи Германија е значаен економски партнер. Ние како Гете институт, културна институција на Република Германија, секогаш активно учествуваме во промовирање на јазикот како и културата. Сдруженијето на наставници на германски јазик е наш значаен партнер и ние секогаш го поддржуваме во организирање на вакви активности каде што ја приближуваме германската култура кај нас. Благодариме до општина Прилеп за гостопримството и многу ни е мило што ние поттикнавме волку огромен успех и посета веќе може да се примети од сите возрасти на стандовите, од најмалиот градинка па се до повозрастната генерација. Германскиот јазик го изучуваме ние од 6-то одделение. Искрено, мене не ми представува баш голем предизвик да го учиме, бидејќи е многу интересен јазик и мислам дека сите го обожаваат германскиот јазик. Како се подготвувавте за ова денеска што се случува тука? Имаше ли посебни подготовки? Да, имаше, ние секогаш одвојувавме време и со труд се подготвувавме за ова. Значи, вложивме многу труд, исто така децата беа многу заинтересирани, имавме добра соработка, се спремавме, сите заедно комунициравме и сето тоа го остваривме. За мене германскиот јазик представува една многу убавина, едно исполнение што не исполнува во нашата душа. Секој јазик е добар да се учи, ама германскиот е малку посебен. Во нашето училиште, по пример, германскиот јазик е најубавото нешто што може да се учи. Зошто часовите ли се поинакви од останатите предмети? Па да. Часовите се поубави, поинтересни. Ние секогаш имаме љубов да го учиме германскиот јазик. Охе Weihnachten und ein wunderbar neues Jahr. Мене од часовите многу ми поминува по германски, преубаво ми поминува бидејќи го сакам германскиот јазик. Сум била во Германија 7 години. Тоа ми е најбитниот јазик што го знам до сега. Зошто? Оти најмногу го сакам бидејќи од 3 години го знам. Ich freue mich, hier zu sein. Ich fühle mich einfach so gut an, weil Weihnachten ist so gut und ja, frohe Weihnachten на alle. Дека многу сум задоволна тука да бидам и многу ми е убаво и среќна нова.